Градоначалникот на Струга Рамис Мерко ја слушна пресудата за случајот што се водеше против него пред Основниот суд во Струга, во кој е обвинет за несовесно работење во службата и неправилности при назначување на ВД директори на основните училишта во струшките села Лабуништа, Радолиште и Подгорце. За ова Мерко беше осуден со 10.000 евра. Според судот нема основа за ефективна затворска казна. Причината за ова, според судијата Јордан Јованов, е тоа што Мерко досега не е осудуван за никакво кривично дело и ова представува олеснителна околност за обвинетиот. Тие олеснителни околности, земени во склоп со она што, фактот дека досега обвинетиот не е осудуван, значи ова фактички ќе му биде прва осуда, водат кон тоа судот да се одлучи за, наместо да утврди некоја казна од оние потешките казна затвори така натаму. Судијата рече дека судот ја утврдил законската дупка во фактот што Мерко не бил директен предлагач, туку кандидатите за директори биле испрашувани од страна на одборот, чии постапки не биле прецизирани од обвинителството, каде што директорите биле прашани дали сакаат или не да раководат со институцијата. И видовме дека не е само едно училиште во прашање, него се повеќе ВД директори и повеќе пати. Едно лице дури 6 пати. Видовме едно по друго. Без за тоа да имаме некое посебно одобрение, освен како што кажав, некој општо одговор од Министерството за образование и наука кој што вели применете го законот кој што пак предвидува и прво да го примените основно образование и потоа да објавите конкурс. Против Рамис Мерко во Основниот суд во Струга се води и судски процес за назначување директор во училиштето Браќа Миладиновци, кој исто така е во завршна фаза, а пресудата се очекува следниот месец. Судијата Јованов за следниот месец закажа и рочиште за случајот во врска со училиштето во селото Велешта, каде што има обвинети за фалсификување документи, каде ќе треба да се сослуша само уште еден сведок. Во тек и судење против Мерко во кое тој е обвинет за незаконско поставување спомен обележје пред општинската зграда. Пред една недела судот во Струга донесе пресуда и го ослободи од обвиненијата Мерко во врска со купувањето луксузно возило за потребите на општината.